Ed Sheeran го слушаме на Play Radio, на 10 минути после 12 го започнуваме третиот час од емисијата. Ви најавив дека имаме гости во студиото. На 25 декември во Струга, поточно во Хотел Дрим, со почеток во 19 часот ќе се одржи 7-то издание на манифестацијата Моден ден. Тоа е една од ретките манифестации во земјава каде што се прави една убава, суптилна комбинација на две уметности. Тоа се модата и танцот. Дел од креациите ќе бидат представени со танцови точки од страна на балерините од балетското студио Бах, а останатите креации ќе ги представат млади луѓе од Струга кои што сакаат мода и вака добиваат не секојдневна можност да се представат себе си пред публиката. Тоа е и главната нитка токму на оваа манифестација Моден ден. Сите детали ги дознаваме од Тања, кореограф и идеен творец на балетското студио Бах и организатор на манифестацијата Моден ден, но тука имаме и учесник кој што ќе го сподели со нас своето искуство и очекувањата за годинава. Андрес Петковски, еве можност најпрво да ги поздравите слушателите на Play Radio. Тања, тебе да слушаат и за време на нивните омилени музички одбројувања, односно топлистите на Play Radio, но сега во една друга улога. Добар ден до слушателите на Play Radio и твојата емисија Play Cafe. Во слушалки се слушам малку дупло, затоа застанав. Се надам дека технички ќе се среди тоа. Значи ги поздравувам слушателите на Play Radio и сите оние кои се во моментов заедно со нас заинтересирани за најновото издание на Моден ден Струга. Така, ова е 7-мо издание на Моден ден. Минатата година имавте пауза поради состојбата со пандемијата. Оваа година со ограничен број на публика, затоа што нели протоколите така налагаат, со оглед на тоа дека остана уште 3 дена до 25 декември, до моментот кога ќе се одржи Моден ден. Како течат подготовките? Па како и секогаш кај вас доаѓаме кога сме во најголема гужва за да презентираме тази информација. Во овој момент се тие последни подготовки, значи главното е веќе средено. Да, ова е 7-мо издание на Моден ден. Ние го нарековме специјално издание токму заради тоа што имавме пауза нели после пандемијата. Последното, 6-тото се случи во 2019 година. И го нарековме специјално издание затоа што не сакаме да имаме обврска, поточно јас не сакам да имам обврска за 8-мо издание. Ова е специјално затоа што се случува сега и овде, а за понатака ќе видиме дали ќе има следни модни денови, токму поради тоа што ова е навистина една претешка организација. Јас сум организатор на повеќе настани, но модниот ден е преубав за гледање, но многу тежок за организирање. Така, верувам дека сте подготвени затоа што изминативе години тоа го покажавте во секоја смисла на зборот. Да позборуваме малку со Андрес. Имаме учесник во студиото за од една друга неорганизацијска смисла да ги сподели своите впечатоци. Андрес, имаш учествувано 2 пати до сега на Моден ден, исто така си учествувал и во концертите на балетското студио Бах, но сега ќе се фокусираме на овој настан. Кажи ми, кое е твоето искуство од претходните 2 години, кои ти се очекувањата за сега? Па, моето искуство од првиот Моден ден беа многу убави, бидејќи имаше многу дружба, не е само Модниот ден, туку позади сцените има многу дружба. И уствари запознавање на нови пријатели и запознавање на Тања, например. Тања е... Каква е Тања? Голем човек, многу браво, лал да е за све, за сите организации. Чест ми е што работам со неја, зашто сум учесник на незините настани. Така, имаш можност да видиш и како се организираат големи настани. Очигледно имаш желба за мода, зашто ми е многу драго, затоа што си момче. Сега во Струга да кажеме дека обично момците не сакаат да се појавуваат на вакви настани. Дали тоа се сменило, ќе зборуваме малку подоцна. Кажи ми од каде интересот за модата и за учество на вакви настани? Па од стално, од кога сум бил мал, сум сакал добро да се облекувам и добро да изгледам и вака кога видов дека има Моден ден, од мали години сакав да учествувам, но не сум имал шансата бидејќи сум бил мал. Но кога стигнав веќе на таа возраст да видам да можам да учествувам и пишав преку другарки мој, ја прашав на Тања и така и влегов во ова и после Модниот ден ми се отворија и врати да можам да отидам да се сликам за некои бутици за мода и така.
Така, тоа е Многу сум всушност благодарен можноста за да тоа. се промовираш. Имаш ли пријатели од исто така од машки пол кои што сакаат, се интересираат или пак доаѓаат на ваков настан? Да, имам доста пријатели, но имам доста пријатели што се срамат да дојдат на вакова, јас не разбирам зошто. Не е срамота да излези машко и да Сакаат да се срамат? Не сакаат? Не сакаат, Добро. сакаат да дојдат, но заради некои што коментираат, не сакаат да дојдат на ваков настан, на пример. Разбирам, значи на овој начин ти и сите оние момци кои што доаѓаат на моден ден и кои што се представуваат, ги рушите табуата така што и оние кои што се срамат, ако продолжи традицијата, ќе се разбие сето тоа и многу ми е драго што си така искрени го представуваш тоа на начин каков менталитет всушност имаме, треба да бидеш горд на себе си што немаш проблем со тоа, заради тоа што напротив тоа е навистина комплимент кон тебе за тоа дека сакаш да се представиш, јасно знаеш што сакаш, дали можеби планираш да бидеш модел во иднина, имаш такви планови? Па би сакал да сум, па не знам да видиме понатака дали ќе ми се отворат вратите, но би сакал да сум. Зошто да не, на пример, на side job да ми биде тоа. Така. Пример, ако може. Одлично, јас верувам дека се тоа ќе ти се оствари, дека ќе имаме можност повторно да ни бидеш гостин за некоја твоја индивидуална кариера, со оглед на тоа дека имаш 18 години, учиш гимназија, вратите ти се допрво отворени, имаш многу опции, важно е дека имаш желба. Ќе се вратиме на Тања, освен танцот, овој пат модата е во фокусот, за танцот и модата во комбинација ќе зборуваме малку подоцна, сега да зборуваме за модниот дел, какви се креации ќе имаат можност да видат присутните. Пред да го одговорам ова прашање, ќе му се заблагодарам на Андрес за навистина за искреноста. Годинава имаме 13 момчиња кои што со леснотија се пријавија, затоа што предходните генерации им покажаа дека не е ништо страшно. Значи, сите 15 се токму како што го слушнавте Андрес, искрени и непосредни деца кои што имаат самодоверба, и јас тоа многу го ценам и го почитувам. Сега сме во голем хаос за да им кажам благодарам што работат со мене, но тоа ќе го направам после модниот ден. А на Андресеве јавно ќе му кажам, и мене ми е чест дете што си дел од моден ден, затоа што Струга треба да се гордее со вакви воспитани деца, пред се ќе кажам, и нивните родители да бидат горди на овие деца. А што се однесува до моден ден и до модата, секоја година во моден ден имаме бутици од градот кои ги представуваат баш по тоа е карактеристиката на моден ден. Ние можеме како манифестација да повикаме професионални модели од Скопје, но не го правиме тоа. Сакаме да дадеме можност на младите во Струга да научат сценски движења, да научат да позираат и да презентираат модели кои што токму во Струга и Охрид можат да ги пронајдат граѓаните. Ова е една струшко-охридска манифестација и се трудиме да задржиме имидж баш на тоа модели да презентираат градски деца, и во тоа е интересното. Значи ние не бараме пропорции или не знам каков изглед, значи бараме сигурност на сцена, и таа самодоверба ние ја зголемуваме кај децата и ги учиме на тој професионализам со кој што ние се бавиме. Значи имаме секоја година различни бутици кои ги презентираме. Оваа година исто така ќе имаме 6 модни ревии. Се разбира, моден ден е измешано и со танцови точки, како што кажа сама покасно ќе разговараме за тоа. А што се однесува до модните ревии, овој пат неколку струшки охридски брендови ќе се представат пред струшката публика. Значи ќе имаме модели од Амбар, од Рехани Фешн, тие гламурозни преубави фустани ќе може да се видат на сцена, од Интер Оптик, прекрасни очила, од NBF Fashion Studio, од Струга и од Стефано од Охрид. Така, убава е навистина идејата и главната нитка на моден ден, деца од Струга, условно кажувам деца, да се представат на ваков начин, и Андрес објасни кои се всушност за него резултатите од учеството, затоа што бил повикан да се слика за одредени бутици, така што им се отвора патот, и секоја чест за тоа, но сега да позборуваме за танцовиот дел, нешто што
Тања е секако прв твој заштитен знак. Публиката, меѓу другото, ќе има можност да ги види и победничките кореографии со кои што Ваховки блесна годинава на интернационалниот надпревар стејдж, каде што освоивте 6 први места и 4 специјални награди. Да позборуваме и за тоа, заради тоа што тогаш не ни беше гостинка, само ги информиравме слушателите, но ова е нешто што заслужува да зборуваме подетално за тоа искуство. Токму така, познато е дека во Струга живеат танцови шампиончиња, тоа го докажавме и овој пат на интернационалниот надпревар стејдж, каде што понесовме 6 награди од 6 пријавени кореографии, тоа е се 6 први места и најдраго ни беше што единствени ние понесовме специјални награди за бесплатно учество на ист таков надпревар во Словенија, затоа што на жирито навистина оставивме убав печаток и ја зедовме наградата за најдобра костимографија на целиот надпревар. Значи, се работеше за интернационален надпревар со премногу учесници, колегите секој им честима навистина преубави кореографии, се што сме собирале во пандемијава и не можевме да го представиме, мислам дека беше представено на стејдж и во цела таа конкуренција ние се издвоивме, што значи навистина многу големо признание за нашата работа. Некои од точките публиката имаше можност да ги види на нашиот последен концерт Алиса во земјата на танцот. Некој немаше можност да ги види, ќе ги види прв пат, а имаме и нови точки со кои ќе го збогатиме овогодинешното издание на Струга Fashion Day. Моите зверки се спремни да се представат и ќе биде мешано, како и секогаш. Модна ревија, танц, модна ревија, танц. Така, токму на таа комбинација модна ревија танц, кажи ми колку во изминативе 7 години успеа да ги навикне стружани на ваков вид на култура, колку има интерес млади луѓе да представуваат креации на моден ден, освен девојки спомна дека има 15 момци, вклучувајќи го и Андраш, што е навистина голем успех. Точно така, голем успех е за Струга, затоа што во Струга, поточно машките модели или машки танчери се проблем во нашава држава, затоа што таков е менталитетот. Но гледам дека се разбиваат тие граници и се повеќе и повеќе има, секој сака да се чувствува убаво, да биде убав, без разлика дали си машко или женско. Така. Значи тоа мора од корен да се измени, од домашно воспитување. Ако си машко, мораш синко да одиш на фудбал. Не е така. Значи, сите деца кои доаѓаат кај мене се успешни во школа, успешни спортисти и можат да одговорат и на она кое ние го бараме. Така да не гледам тука некаков проблем. Јас сум баш многу задоволна од тоа што се случува во Струга. Прекрасни деца ќе презентираат прекрасни модели и ќе разбудат многу убави чувства кај присутните. Тоа можам со сигурност да го гарантирам. Така, сосема за крај да позборуваме за состојбата со публиката годинава, заради тоа што самите протоколи налагаат па годинава практично да нема билети. Точно така. Значи, ние имаме проблем секоја година со моден ден, затоа што интересот е огромен, а зима е, ние не можеме да го даваме во било каква сала, мора да е во хотел, тоа е нашиот елитен хотел Dream, кој што секогаш ги отвара вратите за моден ден, но капацитетот на луѓе не дозволува и во нормални услови да се преполни салата, затоа што модна ревија се следи со поинако внимание. Ние секогаш пуштавме карта плюс, имаше незадоволни луѓе кои не стигнале да гледаат баш најдобро, но тоа е она што може да го понудиме. Јас знам дека е голем интересот, но засега затоплена сала и каде што можам јас да адаптирам бекстејдж во нашиот град не постои. Ова е единствено место. Сега замислете со 50% капацитет во овие услови на пандемија, уште потешко, така да карти немаше во предпродажба, ниту во продажба, ниту ќе има до самиот крај. За моја жал, овој ми е најтешкиот дел. Така. Организацијата е многу тешка, јас успеам да ја менаџирам, да се справам со сето тоа, но ова ми е најтешкиот дел. Смешно е што јас дома на сите мои им реков нема карта за вас и готово за да има што повеќе за луѓето. Карти има само за родителите и за оние кои што го помогнаа настанот, но оваа година е новост. Ние со
организаторката претходна со која што правевме 6 модни денови со која што заедно го оформивме овој настан со Ивана, секогаш гледавме да е фер и коректно кон сите и овој настан никогаш скоро и не сме го наплаќале, сме давале гратис покани, така и оваа година, и секој родител добива по 2 карти. И со тоа веќе е исполнет капацитетот и со оние помагатели кои што помогнале. Како што кажав, новина е дека прв пат ќе го снимаме овој настан. До сега сме го презентирале на присутните преку фотографија, сега имаме веќе ангажирана продукција која што ќе го сними сето тоа, за потоа оние кои што не може да бидат дел, да можеме да им ја доловиме атмосферата. Така, со оглед на тоа дека околностите се такви, со самото снимање овозможувате да не им се скрати можноста за гледање, барем на таков начин на оние кои што сакаат, а во овие услови немаат можност да дојдат, така што ова е единствениот начин да биде фер средено токму тоа снимање. Тања и Андрес, многу ви благодарам, верувам дека убаво го најавивме модниот ден, повторувам уште еднаш, 25 декември, 19 часот, Хотел Дрим. Ние како медиум секако дека ќе го проследиме и ќе им пренесеме на слушателите што се случуваше. Секако Плей Радио е сите модни денови и сите наши настани заедно со нас. Благодарам за сето тоа што сте тука и што не поддржувате. Во позадина не е само маркетинг на вашиот медиум, туку и сето она што е аудио дел на тој настан го работи токму Плей Радио. Похвалба за вас, ние сме веќе тим кој победува и кој секако не се менува. Уште еднаш, значи, благодарност што не поканивте, за да може да го доближиме до сите оние кои што се заинтересирани и ни пишуваат за билети. Состојбата е таква каква што опишавме, каква што кажавме. Ова се ќе биде снимено, па ќе може да го слушнат на Плей Радио уште еднаш сите кои не се во моментов во можност. Значи на 25 декември почеток е 19 часот, сите наши настани започнуваат со влез 1 час порано, секој да си обезбеди свое место. Започнуваме како и секогаш прецизно, ќе ги замолам на луѓето да бидат точни, затоа што не одговараме доколку некој не дојде на време, па вратите ќе бидат затворени, за да не се пречи натака во програмата. Се разбира да се следи протокол, влезоте со сертификат за вакцинација, со прилежан ковид и се разбира секој посетител треба да носи заштитна маска за да го зачуваме јавното здравје. Така, јас мислам дека и тоа влегување 1 час порано и почитување строго на сите мерки и протоколи, а и кога немало протоколи, секогаш имало кај вас совршен ред, така што мислам дека таа култура имаш успеано да ја наметнеш низ годиниве на нас. Точно така, со упорност се постигнува. На сите мои настани 90% се почитува и пред да има пандемија, се почитуваат тие некои правила за да може да се ужива во настанот. На сите оние кои добија карти или покани, како што ние ги викаме за овој настан, им посакувам да уживаат, затоа што одавна немало вакво нешто. Ова е навистина тежок за организирање, но многу убав за следење, прекрасен настан, гламурозен, со убави чувства, прекрасни млади луѓе кои ќе го презентираат сето тоа, им посакувам да уживаат, а за другите со дигитал продукција ќе се потрудиме да спаковаме, да може да доловиме што точно се случувало на 25-ти во Хотел Дрим. Така, ова беше најавата на 7-то издание на Моден ден. Ние продолжуваме со одлична музика, со вас сме до 14 часот. Плей Радио Маркетинг 077 886 314. Искористија најдобрата акција во Тинекс од 16 до 19 декември. Кикиритки моки 320 грама за само 59 денари.